Poštovani gledači, dobro večer. Dobro dojdovte v уште едно издание. Вечерва ќе поразговараме преку Skype со еден човек кој прави една многу добра работа веќе подолго време. Медиумите се заинтересираа за него и онака, нели, во она нивно пополнување на време, сувопарно и така натаму го исцедија човекот во неговата хуманитарна, ајде да речам, слободно во наше општество, Дон Кихотовска работа. Човекот се вика Борче Стаменов, Борче Стаменов, кого во овој момент се обидувам преку Skype да го добијам и со кој тера една хуманитарна акција наречена Донирај компјутер. Го имаме веќе на линија. Добро вечер, здраво, како си? Здраво, Јанко. Добро е, само што прибрав дома и малце кафенце, онака. Така, што работиш, Борче? У животот, Да, со што се занимаваш? Така, јас работам со веќе 20 години, нек ја прави баш пред некој ден 20 години во иста фирма, бидат информатика од Кавадарци. Првично работам као графичар, после некое време као мајстор за фискални каси, после некое време као мајстор за компјутери, после некое време као семи програмер и така се поред, и сега можам да кажам дека можам буквално секоја положба да обслужам у фирмата. Браво. Не е тоа твоја фирма, ти работиш таму, така? Да, работам. Нормално на најсувопарното новинарско прашање, очигледно дека си подкован и софтверски и хардверски. Како дојде на идеја со ова? Како е почетокот на акцијата Донирај компјутер? Донирај компјутер, може да кажам дека дојде сосем, како да кажам, као некој логичен одговор на цела ситуација, нели, во која што живееме. Кај нас народ е доста сиромашен, да не кажам. Јас бев во некоја таква ситуација, кај нас у фирма доста од нашите клиенти носат компјутери кои нив не им требаат, се на некој начин дотраани, сепак може да се користат и понатаму. Сосем случајно, нели, тогаш дојде некоја мајка, самокрана мајка на 3 дечиња, случајно вика да не имате некој половен компјутер, вика, за моите деца. И се згоди некоја ситуација, имав 2-3 компјутера, од трите направив еден, инсталирав некоја игричка, им го однесов дома. И нормално, кога гледаш дека се радуваат на речиси отпад 3 дечиња, едноставно, као иницијална каписла, зошто да не го продолжам во и понатаму. Пуштив некој муабет дека, нели, имам такви компјутери, дека можам да ги дадам без проблем. На почеток тие 20 компјутери што се раздадоа, беа онака почуен муабет, значи немаше организација ваква како што е, нели, Донирај компјутер денес. И така, значи тие 20 компјутери ги раздадов во рок од еден месец, исто на социјално загрозени семејства. И тргна возот, да не кажам. Кога е тоа временски? Кога го почна ова? Кога ти се случува? Негде на крај на 2016 година. Исто, значи така си го земам ја као јубилеј ми е 20 години у бидат информатика, 4 години од Донирај компјутер. Тоа беше пред некој ден, на 20 декември. Океј, значи, вака малце ме интересира. Чија е вредноста на компјутерите? Велаш ви ги носат во фирма. Дали се тоа на фирмата или едноставно некој ги остава, бидејќи очигледно дека и твоите колеги, вработените, сопственикот имаат доста разбирање за ова, мислам, ако ти дозволуваат време и простор и тие компјутери да ги составуваш и подаруваш. Така, значи тие компјутери, како што кажав, се првично беа носени, значи, од наши клиенти, на кои што опремата на некој начин им застарела, нема зашто да ја користат, нема кај да се фрла електронски отпад, нели, забране тоа да се фрла по контејнери. Ги оставаа кај нас, ја ги користев за почеток, им ги давав на практиканти малце, да вежбаат на нив, да се учат, да знаат, да фаќаат помалце. Кога идеме кај како е цела Донирај компјутер прифатена во фирмата, одлично е прифатена. Значи користам простор од директорот, од Митко Дубровски, кој што и денеска и после 4 години воопшто не прави проблем дека јас делам компјутер низ цела држава и едноставно, мислам, на некој начин и губам од работното време. Но од друга страна пак
некако успевам да ја вклопам цела акција во работните обврски. Значи, сепак, нели, работата иде пред се, кога имам работа ја оставам настрана, но на некој начин балансирам. Значи, кога немам што да работам у фирма, која има некој празен од, земам 2-3 компјутера, пробувам од едно, лево, десно и на крај ќе испадне некој компјутер. Джабе не седи. Да, баш тоа. Браво. Браво. Мислам, старата мудрост, еве, одеднаш правиш голема работа која и немаш појма како еден ден во твоето битисување во вечноста и ќе ти дојде како згода и добра работа. Вака, многу ме интересира, не знам дали е ред, но знаеш, бидејќи за да можеш ти треба ова да го правиш, треба да имаш некои услови и мене многу ме импресионира покрај тоа ти што го правиш и што све прочитав за тебе, ти ги видов интервјуата, настапите, многу си кул, многу си скромен. Тоа не те викам се тебе да те фалам, туку да им кажам и на гледачите каков профил на човек си, но малку знам за фирмата и компанијата. Сакам, те молам, немој да се стегаш реклама, не реклама, слободно, бидејќи ваква компанија треба, сакам да го испофалиш шефот, компанијата, со што се занимава, затоа што можеби ќе инспирира и некои други, бидејќи не една ваква има фирма и компанија, а ситуацијата ни е очајна. Во 2020 ни наметнаа на децата онлайн настава. Не секое дете може сега да се школ. Значи, твоето хуманитарно веќе стана есенцијално за ова држава. Значи, ти на детето не му помагаш само некоја забава или ќе научел, сега веќе неопходно е, ти правиш нешто повеќе од обично подарување. Затоа, те молам, кажи ми малце за фирмата, со што се занимава, колку време постои, што правите и така. Значи, Бидат информатика постои веќе 30 години во Кавадарци. Повтори името само? Бидат. Бидат информатика, да. Океј, фала многу. Постои веќе 30 години, може и повеќе. Тоа е фирма која е во собственост на Митко Дубровски од Кавадарци. Се занимаваме, значи, со изработка на наш книговодствен софтвер. И од таму идат и тие, значи, сите застарени машини. Имаме доста клиенти кои го користат нашиот софтвер. И отприлика тоа би било, мислам, тоа не е нашата дејност. Имаме доста клиенти од Кавадарци, од Скопје, од Струмица, од Неготино, од околни места, низ цела држава што се вика. И отприлика тоа би било за фирмата. Изработувате софтвер, програмери сте? Да. Значи наша програма имаме книговодствена, која што ја користат други книговодствени бироа. Има многумина што ја користат вашата и дали е тоа one time only или морате сега се понапредни и така натаму да ги прилагодувате и за други платформи, не знам, Apple Store, за Google и што е знам. Во главном, значи програмата е правена да работи на Windows платформа. Така. Со клиентите, значи, си имаме договори некои што за одржавки за такви работи. Како ви оди бизнисот? Ајде. Нешто големо ли, молим? Како оди бизнисот тогаш? Имате ли редовни плати? Добри ли сте, задоволни ли сте таму? Порано беше подобро. Значи, кога имаш и пошто ние занимававме и со продажба и со такви работи. Сега од кога више, нели, поголемите компании навлегува во сите помали места, малце е падната таа работа, но да кажам дека не можам да се жалам. Нашата компанија се борите. Не се жалиме. Браво. Океј, не се. Значи, вака, знаеш, малце чепка лосу, да ти кажам. Сакам да ја добијам сликата. Значи, види, со 2-3 клучни збора имало и подобри времења, 30 години на софтверска компанија, не е мала работа, честитки за тоа, и да само да обстанеш у Македонија, тоа веќе плакета треба да добиеш, а да си успешен, тоа е не знам што. Но и покрај тоа, сите влеговме во криза, не иде подобро, но вашата хуманитарна работа, на некој начин, вие станавте синоним за хуманитарна помош. Ние
У оваа држава има милион невладини организации, сите не знам ке описменуваат ово она и само влечат фондови, не видов некој да донира компјутери, да дава компјутери, да го прави ова што ти го правиш. Одиме сега на тоа ти што го правиш. Велиш од 3 компјутери правиш еден. Ја животот го поминав во инсталација, деинсталација на Windows и ставање нови хард дискови, менјање RAM меморија и така натаму. Доколку хардверски она комплетно влегуваш онака до местење процесор и така натаму и така натаму? Види, јас на време, значи како што спомнав порано, бев вработен како сервисер на компјутери. Браво. И таа работа доста си ја познав, значи буквално мишички можам да работам се што треба. Така да, кога иде ред за поправење на компјутер, можам до најситни детали да проверам што фали, како фали, дали нешто поддржува, не поддржува. И тоа е тој муабет што од 3 компјутери нели се прават еден, понекогаш се прават од 5 еден, значи се збираат делови од сите страни, едно куќиште, друго куќиште, конектори, отпорници, менјање матични плочи, буквално се што може да ми фрли човек, се можам да се редам. Каде е клучното? Напојувањето? Затоа и мислам дека донира компјутер е така на некој начин уникатна, да не кажам, без разлика што донира компјутер е еден човек сега за сега, значи буквално од примање донации до јавување на донатори, до контактирање со луѓе кои треба да примат компјутер, до поправање, до инсталирање, до пакување, до праќање со карго, цело го работам сам. Браво. И мислам дека не сум земал до сега некој да ми помага, затоа што сакам да докажам дека и еден човек може многу работа да заврши, без разлика што не е некој нели министерство или со 200 платени вработени и така дале. Значи сега моментално пред некој ден земав едно детенце тука од Каваци, баш тамо се понуди, вика дај вика нешто да ти помогнам. А и баш се брзам сега, иде нели нова година. Ама срце ми затрепери да ти кажам. Дошол да ти понуди помош, Ама чекај, ја се трогнувам полека, јас сум емоции, стар човек сум, шекерче да се... Завршиме, може да плачеме, двајде. Ле, мислам, ме трогнува, пази, не сам, дај бе вика да дојдам, не, мислам, не ми се веруе дека е ова Македонија, дека разговарам со Македонија. Знаеш, се научивме, отрпнав бе дебело коже, станав за лоши работи. Лошото ми е секојдневно, му го земале компјутерот на детето, нормална работа. Нема компјутер детето, нормална работа. Ја уште за керка ми се борам да и овозможам да може онлайн да следи, некој ми поземи, мислам се наоѓаат секогаш луѓе и така натаму, но секогаш онака кај да удриш у лошото. И ти ми доаѓаш и си викам, чекај се, ја сакам овде да се фокусирам кај и ова, види тој детал колку ме трогна сега. Младо момче ти дошло да ти се понуди за помош, Абе, тоа е... Сега зборев со колегите пред емисија за волонтирање. Сегде у свет волонтирање е бесплатно, човек од хуман аспект или да се надгради, работи бесплатно. Само кај нас се бараат пари, додатоци, ово, на 300 чуда. Види, браво и за тоа момче што го имаш, Океј, да се вратиме, јас се разборев, малку ме фати емоции, стварно ме трогнува кога луѓето прават добри работи, особено доаѓаат сега празници, све е накитено и сите очекуваат нешто убаво да им се случи. И ти си дел од таа приказ. Просто сум изненаден од тоа каков импакт има самата акција, значи врз многу народ. Не мислев дека ќе стигнам до волку донирани компјутери, не мислев дека толку многу и луѓе, и физички лица, и компании, и странци, и амбасади. Ајде да ја покажем. Да, збори, да ја покажам твојата страна донирај компјутер. Донираат машини. Така да пријатно сум изненаден, ептен. И баш ми е мило што почнав нешто вакво, не дека ми било во сон некогаш да го правам, него едноставно кога што почнав, нели тоа ми е као некој логичен одговор на цело ова што не се дешава, барем малку некоја, знаеш, светлина малце да има
некоја страна. 561 компјутер имаш донирано. Да, до денеска. Значи, Уште 39 спремам за да завршам годината со рамна бројка. Тоа ми е како некој тик, морам со рамна бројка да завршам. Монк, те разбирам потполно, те разбирам. Колку време ти треба да спакуваш еден компјутер со се софтвер, инсталирање, со се? Зависи, порано ми требаше поише време, зависи тоа нели од самата машина, колку е добра, у која состојба е, што оперативен систем треба да ставиш. Да речем дека у просек ми треба едно пола саат да средам компјутер, да го инсталирам комплет со оперативен систем, програми нешто да ставам на него, да земам кутија, да спакувам, тури еден школски час, 45 минути за еден компјутер. Чекај, ја која ќе преинсталирам Windows, тоа трае 24 сата со се сите апдејти и така натаму. Како успееш толку? Сето е рутина, тоа ми е стекнато баш. И дечкото што дојде некне вика што правиш, вика полека, вика малце, нема, викам тоа се прави, вика одма тука. Ставаш едно по едно. Ја имам денови која ете на пример ми било поедноставна денот, немам некоја работа. Средив колку беше? 19 машини средив за у една смена. И утре дента ги пратив. Чекај сега. Како успеваш, мислам, кој Windows бе користиш, пријателе? А моментално користам седмица или десетка, од зависност од тоа. Тука идеме и до нова, нели, што имаше некое време ука-бука дека Боро става нелиценциран софтвер. 99% од сите машини што сум ги донирал до сега се со лиценциран софтвер, што нели самите клиенти, веćinom од фирмите више имат сите лиценциран софтвер, така да ако има седмица ставам седмица, понекогаш самата седмица не има вашата фирма купува корпоративен Windows кој може да се стави на многу машини и тој го користиш, така? Не, самите машини што ми ги донираат имаат више лиценциран Windows. Така, обично се тие бренд го користиш нивниот. На тие компјутери што идат без лиценциран Windows. Од вие што ми ги, значи 45-6% од донациите се од компании. Значи кои се нели више они веќе имаат. Така, сега разбрав. Сега таму кај што немам лиценциран софтвер, кај што гледам дека е малце послаба машината, понекогаш ставам Linux, Mint некоја верзија. Значи таа е доста едноставна за работа, ако знаеш да работиш на мобилен телефон, знаеш да работиш и на Linux. Секако. Отприлика горе-доле тука негде. Хардот го бришеш па одново или веќе постоечкиот Windows само го чистиш па? Значи самите машини кои идат кај мене без разлика дали можам да ги користам или не, прво што се прави е хардискот се форматира, не сакам да испаднат нели податоци и такви глупости што имам. Како успеа за толку брзо време да инсталираш Windows, бе, пак не ми е јасно. Рутина. Не е рутина, чекај бе, хард дискот, меморијата и процесорот едноставно им треба многу повеќе време. Толку е, значи со десетка, на пример, кој инсталираш со USB, ако инсталираш со CD е по-комплицирано, али кој инсталираш со USB, води по. Колку? USB. Да, ама колку време ти треба со тоа USB? Па што, 20 минутки инсталацијата на Windows, после тоа не ти треба драйвери, пошто нели десетка. Какви машини ти им даваш бе, геймерски машини, колку е брзо тоа? Не, ти се восхитувам. Тука идеме до нова другото, нели, Боро донира џубре, што беше некој на Твитер имаше напишано. Последните донации се, да не претерам, најслаб процесор и тројка со 4 гига RAM и околу 500 гига диск. Значи такви машини буквално ја немам дома. Мојата машина е уште dual core. Значи пошто користам само така Facebook и играм само Candy Crush, не ми треба нешто појако, али ти кажувам споредба за колку јаки машини. Последната донација што беше од 10 компјутери од Allocate Software, сите беа со i7 со 16 гига RAM и со не вградена графичка, него посебно, значи буквално програмерски машини. Нормално, морам да пазам и тие машини, значи што ми идат, да гледам кај ги донирам. Значи овие што се, да не кажам послаби машини, dual core и тројки, ги давам гледам да одат кај почетници, значи кај помали деца кои што не се нели толку многу захтевни. А овие другите, значи барам по тие што ми се појавуваат кои на факултет, студенти, значи кои што му треба појака машина, ги има некои на архитектура, за пишање на градежи, на такви ствари, му треба за цртање, за AutoCAD, такви ствари, така да и на тоа пазам. У цела збрка.
Ај уште малце за хардверот да те прашам. Дали вака, бидејќи, како што разбрав, ова се претежно книговодствени компании или компании кои имаат повеќе компјутери, едноставно се надградуваат, а овие ги донираат убаво и од нивна страна. Тие не бараат многу интервенција. Обично тоа се некои, да речем, бренд компјутери, да речем Dell, Compaq или не знам HP, обично тоа се тие компјутери кои прилично добро се хардверски поставени во целото тоа. Која интервенција таму ти треба? Додаваш нешто, хард диск, SSD? Не, зависи. Значи, зависи од самата машина. Тие, кај што спомна, значи, не се книговодствени машини, него голем дел од тие што ми ги донираат се од големи компании што работат со тешки софтвери, FX3X, Endava, FX3X, браво! Triglove, Allocate Software ги спомнав, Evernear, тоа се големи компании што значи не користат слаби машини, него баш се како што вие ги набрав, со i3 процесори со 16 гига RAM, со некои идат со SSD дискови, некои идат со обични, мада нема тоа, мислам има врска, али за тие што се почетници не осеќаат, нема врска, така. Не осеќаат потреба за појако нешто. Што друго им инсталираш? Дали треба да има Windows, дали треба да има нели овие што се Office, основните програми? Луѓето кои ги земаат машините од кај мене ги земаат комплетно опремени за работа. Одиш дома, ја вклучуваш, имаш буквално се што треба на неа. Оперативниот систем е една работа, замена за Office, пошто нели немам лиценци за Office, има Google Documents. LibreOffice, има многу заменски софтвери кои што може да се користат, а 99% се исти и се бесплатни. Имаат програми за гледање филмови, имаат програми за слушање музика, им ставам Teams на крајот, пошто сега им треба нели за да не се мачат сами да го инсталираат. Така да го зимаш компјутерот исто како си го купил од дуќан, го оставаш дома и одма почнуваш да работиш. Refurbиш, што ги викаат тие. Што сакав да те кажи ми, твоето мислење, еве, ако нема Word, нема Office со, нели, табели праење со PowerPoint и така натаму. Google Documents дали е по тебе добра работа, бидејќи доволно е да имаш акаунт, да имаш Gmail и потоа можеш да ги користиш Google Documents како Word, како да правиш. Да, доста фино е, ја го користам тоа. Нели, многу елегантно бидејќи сите податоци ти се на облак. Така, да, се синхронизират горе. Него од друга страна па имаш деца што немат имејлови и такви ствари. Така. И за тоа доста ми е корисна LibreOffice, ја ставам цело време. Тоа ти е 99% идентична програма на самиот Office пакет, така да ако го видел тоа, знај го. LibreOffice, тоа е freeware? Како? LibreOffice рече? LibreOffice, да, така. LibreOffice. Да. И велиш дека е 99% сличен како стандардниот на Microsoft. Буквално и самите икони се исто распоредени, така да Одлично. Ако знае да работи, ако работел на Office, знае да работи и на LibreOffice. Видиме што сум расипан, демек ја за себе си запишем LibreOffice, добро. Да си запишем овакво. Кажи ми уште нешто за себе. Колку години имаш? Женет ли си? Семејна состојба? Не сум женет уште, да споам донери компјутер со ова. На почетокот, значи кога почнав, нели, кога беше пред 2-3 години, си викам ајде дајме 100 компјутери и доста е. И после испадна ајде што ќе бидат 100, ајде дајме 200 и доста е. И после испадна 300, па си викам ај уште 100, па ај 400, ај 500 и сега сум имам 43 години иначе и сум решен до 45 да се оженам. Дали кандидатката знае дека си решен? Не знам, валјда. Ќе правиме лайв стрим од твојата свадба со радост. Ќе имаш многу гости тогаш. Ако свадба, јас сум алергија имам од свадби. Не се секири, ние ќе ти ја направиме. Кој ќе ти дојдат сите што си им помогнал. Не се. Како одлучуваш кој ќе го добие компјутерот? Тоа е, мислам дека дури да сум у твоја кожа, тоа би ми било потешко до што цел ден да пакувам компјутери. Пошто тоа, не знам,
мене ми е јас задоволство. Еве да не го работам Имам ова, повеќе- ја би го работел тоа ти, да составувам компјутери. Многу ми е интересно, искрено ти кажам. Мртви, онакви и така натаму да ги составам и Повеќе пати јам кажано дека повише и нервоза и стрес ми ствара тоа што морам, значи, некои работи да ги повторувам по повеќе пати. Селекција се врчи преку страната што имам направена од Донер компјутер. Значи, таму секој што е заинтересиран и да донира и да приме донација, се пријавува на таа страна. Тие што сакат да добијат донација, должни се да достават било каква потврда од некој орган, од социјално, од било што, дека они се уствари социјално загрозено семејство. Дали тоа ќе биде мали примања, дали самохран родител и слично, значи. Дали тоа значи send message овдека да ти испратам, сакам да се пријавам за донација, што притиснав овде ми се појави, сакам да донирам опрема. Таа е направена автоматски да ги одговара оние најчесто поставување прашања. И значи, кога ќе слеташ на страната, ако кликнеш сакам да добијам донација, ти рипа упатва што треба за да се добие донација. Ако кликнеш сакам да донирам опрема, ти испаѓаш што треба да направиш за да донираш опрема. Ти испаѓаш мои податоци. Веднаш добив одговор. Се што треба, да. Да, еве, Така да, вика, и од обично таа една страна недела до две, ако нема спекулантно донација од да страна донатори, може и повеќе, се донираат десктоп компјутери, не лаптопови. Лаптопови многу ретко има, се даваат еден уред по семејство, не повеќе. Значи, помалци има лаптопи на располагање, така? Да, повеќе се десктопи за да. Сега лаптопи последно време, мислам, последните донации што беа има околу 10 на 15, мислам дека стигнато. Денес мислам дека стигнаа уште 2-3, али сето тоа знаеш како треба да биде да се провери исправно, неисправно, дискови работат, да се форматираат, така да процесот не е некој сложен, ама малце време треба. Како не е сложен, ја, драг пријателе, извини вака што ти се обратам со пријателе, ајде повеќе си драг, се надевам дека пријатели ќе бидеме. Многу е покомплициран да влезеш лаптопот. Мислам, YouTube ако не пуштам кој модел, како се отшрафува се да внимав. Додека кај десктоп имаш една плоча, ја отвараш и све ти е јасно што е. Ако не работи вентилатор, сменуваш вентилатор, ако една меморија не работи, вадиш една, ставаш друга од некој друг и ќе го склопиш или графичка требало, не требало и така натаму. Додека кај лаптопот многу е тежок пристапот. Се нафаќаш ли на такви работи да ги отшрафуваш и да ги рекомбинираш лаптопите? Вака, значи тие што се полесните случаи ги правам јас сам. Значи таму кај што е малце, кај што е достапен теренот, да кажам, кај што не до меморија до такви ствари, тие ги средувам јас сам. Од друга страна имам фирма од Кавадарци кој што да не кажам прави професионалци која се работи за поправење лаптопови. Слободно пофали ги, кажи име на фирмата. Да, тоа се Ником Трейд од Кавадарци. Се што ми е потежок случај, значи што не можам јас сам да средам, го носам кај нив, они го средуваат, така да и од таа страна ми е, да кажам, испеглана ситуацијата, имам помош и од друга фирма, не сум сосема сам што се вика. И отприлика така оди цел процес. Пегламе полека. Добро. Дали вака сега луѓето од како те научија, те начекуваат на улица директно, слушај шефе, дај учини ми и така натаму во очајни случаи. Дали веќе тој притисок веќе почнува да ти доаѓа преку глава? Како се снаоѓаш? Преку глава не ми дошло ништо, затоа што на некој начин ја успеам некако да менаџирам со цела ситуација без разлика колку луѓе дошле или не дошле. Такви случаи нормално дека има. На секој му е кажана иста работа. Одиш на Донер и компјутер, праќаш потврда, добиваш компјутер. Без разлика, брат, сестра, роднина, тетка, вујко, нема такви работи. Затоа можам и да кажам дека самата акција има доста доверба кај компаниите, иначе кој би бил луд да донира 120 компјутери на Боро од Кавадарци, да не кажам. Значи, последната донација што имав од 30... Боро од Кавадарци беше пред 5 години.
ти не си више Боро од Кавадарци. Ти си Боро, донирај компјутер, ти си веќе институција. Таман. Да ти Значи, кажам, ти последната си нација човек од што доверба. Чим до сега никој не се пожалил на тебе. Дека имало, не знам, злоупотреби или не знам ова или не знам она. Тебе медиумите те исцедија. Многу ми е жал што и јас сум те ставив како на цедалка малку, ама не може, мора да сватиш дека и ти дека да, има некои новинари сакаат да пополнат време да се направат попаметни или да исполнат во нивното, но сериозно ќе допрат барем до некој друг да инспирираат дека можеме да си помогнеме. Ќе повторам, како никогаш досега на децава им е потребно, затоа што ги ставија, како да ти кажам, јас сум револтиран. Еве, ја не сум некој да речеш, не сум богат далеку од тоа, ама не сум ни сиромашен. 20 снајдов за ќерка ми кога дојда у ситуација да мора да користи, лаптопот ми рикна, ако сакаш да ти го донирам, ама белја ќе ти направам, појма немам шо му е. Тошиба од АМЦ. Кај нас викат расипане. Ме насмејте. Не знам како викаат кај нас. Аншанте викаат кај нас умоесам. Дали ми отиде мислата? Те прекинам. Не, ако, супер. Очигледно дека не требаш. Да продолжиме мојата мисла од следното што беше. Тоа ме направи така, знаеш, убаво, горд да не кажам. И заслужуваш. Директор на некоја компанија, сега се извинувам, ама стварно името не го памтам, и вика, слушнавме дека кај вас се донираат компјутери и дека сите до сега отишли на право место. Мислам, таква доверба да стекнеш на државно ниво, ама ич не е мала работа. Затоа си во јади бурек. Ќе го надоврзам цело тоа што ми го спомна, значи Војко Стрина дај ми мене, значи не постои таква работа од оние компјутер. Се додека не си обезбедиш тоа што треба, нормално дека нема да добиеш компјутер. Ипак таа доверба ја морам да оправдам на некој начин. Не дека сум должен, ама сакам на некој. Сакам да бидам исправен. Не, во рете, пази, ти ми кажа за чудувачки работи. FX3X ти донира компјутери. Ја ги знам FX3X, тие работат со машини какви што чекаш со месеци да ги купиш да се состава. Тоа се врвни машини кои они прават ефекти за најголемите холивудски филмови, 3D, користат Маја и така натаму. Прилично сум запознат, прекрасни луѓе. Знаеки ги собствениците, знам и они колку се доблесни, но знаеш како сите они во сето тоа, им е многу драго што еве ти посветен имаш време за тоа и да го реализираш. И нормално таа доверба мораш да ја оправдаш и мислам инстинктивно го осеќаш тоа, мислам не можеш више. Да, тоа не е мојавето. Види, до крај на живот ти ќе бидеш бележан дека си добар, дека си чесен и дека правиш добро. Тешко тебе сега. Па сега тоа е. Ако, браво, ако. Имаш мајка, татко, браќа, сестри и така натаму? Мајка имам, живее одма до мене, брат ми живее врз мене, татко не починате 2011 година. Бог да го прости. Тоа баш на нова година. Така да видите новини се малце емотивни по дома. Добро. Што е тука? Дома носиш работа? Мајка ти вика, ама од ова тргни ми овде. Не. Све тоа на работа. Значи тоа ми е правило до пред некоја година, значи доста се замарав со работа и такви работи, али кога почнав со компјутер реков дека барем дома ќе посветам време на тие што дома или на тие што дошол, така да колку и да му треба на некој компјутер, секогаш може да почека 24 сата и да се слушнеме утре, па да го добие утре, така да дома не, избегавам. Значи сакам и да се опуштам дома, кога ќе си дојдам, сакам да поиграам Candy Crush, да прочитам некоја глупост на интернет, опуштам буквално мозгот да ми пасе, да слушам некој саундтрак нов и такви ствари. New Order имаат нова тема, добар им е албумот, очигледно ќе им биде. Ако слушаш New Order. Слушам свашта. Добро. Не ти ги знам вкусоите,
те имам на Твитер, ќе се споделуваме, што се вика, ќе се научиме, но она што ме интересира, во оваа ситуација, дали е добро да им речам, луѓе, еве го човекот, ако имате компјутер, донирајте. Дали е тоа добро или подобро е да останеш ти ова што ти е шемава фирмите што имаат, оние што се одржувани компјутери, па заменуваат, дали има ризик да ти праќаат ѓубре и само да те оптеретуваат непотребно? Мојабетот е више пуштен на некој начин, не можам да кажам дека не е. Доста компјутери, например, последните 2 дена стигнаа околу 30 пакета во фирмата. Значи, тоа се десктопи, луѓето буквално праќаат се што имаат дома, камери, тастатури, глувчиња, се што им останало не може да го користат, го праќаат. Јас така ете сум и некој малце фрик, па така ми се поделени у фирма, тука стоат тастатури, тука глувчиња, тука кабли за струја, тука VGA кабли, таму расипани компјутери, имам чоша што ми е посебно посветено на машини кои што едноставно не се искористени, да кажам, но ние белите. Знаеш, бел компјутер. Каков компјутер имаш? Бел. Стари машини, значи, од ние многу стари што се. Од галичките? Да. Од галичките? Галички компјутери. Тоа ми е решено на тие начин што немам некој усмен договор со нула отпад, тоа е нели компанијата од Скопје кој што менаџира со електронски отпад, но еднаш до 2 пати месечно поминуваат од кај мене, товараме се што не се користи и на некој начин гледаме и нели самата околина да не се загадува со таква начин. Значи и покрај се и се ова што го правиш и еколошка свест. Да. Браво, браво. А иначе тоа што го викаш фриксум, тоа е само трагедија на нашето време, кога ти е јасно дека како фрик ќе те перцепираат. У моје село, на времето, пред да дојдат турците, се викаше педантност. Така, да. Не ми текна зборот, знаеш, на телевизија. Блазеси, се вика тоа, блазеси на таа што ќе те има, и алал и вера на мајка ти како те воспитала. И тоа има нешто, таа хармонија што си имате. Очигледно сега све се покажува најдоброто од тебе. Така. Што ќе правиш ти у кариерава? Еве, добро ти иде у фирмата, добро ти иде со ова. Планираш ли нешто со сево ова знаење, да почнеш некоја самостојна компанија, да ја спраштиш од овде, да добиеш покана некој од компанииве, дали те канат чим си толку добар и способен, или некоја невладина организација да им предводиш да ти ги дадат буџетите? Ручки отупани ќе видиш од невладини. Правим муабет за невладина. Да? У план ми е нешто такво да правам. Не заради пари и не знам што, ако било за пари, ја немаше да стигнам до тука. Повише ми е да бидам чист пред закони и полесно да можам да земам компјутери кои што нели фирмите ги распишуваат. Сега тоа го правам преку една невладина од Кавадарци, пријатели мои зона од Кавадарци. Значи сите тие поголеми донации на фирмите кои што му требат нели тие документи со Браво за зона што ти се нашле да ти помогнат у целава. Секоја чест. Да ептеним фала, значи преку нив имаме што знам околу 200-250 компјутери имам донесено само преку нив. Така да тоа сакам да го направам за да ми биде мене главата уште помирна, не дека сега не ми е мирна. Оф леле. Потполно те разбирам. Пуштив еден прилог за некои дечиња што уште не сум размислувал. Како? Тука во фирмата кај што работам ми е, да не кажам, доста фино. Имам флексибилно работно време, можам да работам од дома, така да не гледам причина зошто би менјал нешто. Понуди за работа, да, нормално дека има, не е тоа од сега, нели од порано, да не кажам, да не се фалам само, нели позади добар коњ се крева прашина и такви ствари. И тоа, не знам, за натаму не сум размислувал многу. Донер компјутер сигурно ќе постои и натаму, нема зошто да не постои. Јас се надевам дека ќе нема потреба некојаш од мене, ама додека има потреба, тука сум. Секоја ти чест влеваш надеж во ова општество, искрено да ти кажам, и после олку години би требало некој да го следи твојот пример, кога тие од Кавадарци покри, што се вика, цела Македонија,
да се јават уште двајца, тројца, четворица како тебе, мислам дека сосема би се испокрила, не знам, покриела целава ситуација. Еве, кај ромите да се најде, сигурно имаат они, кај албанците некоја компанија, негде во Источна Македонија, негде на југот, негде овдека на северов и мислам би било многу подобро. Она што клучното у целиот муабет е како да се донира компјутер. Имено ја на твојата страна Донирај компјутер, која е на Facebook, Борче Стаменов, напишав тука во прашањето, оние готови прашања, сакам да донирам опрема. Донациите можете да ги праќате по карго на следнава адреса: Борче Стаменов, Донирај компјутер, Браќа Хаджи Тефови, број 38, 1430 Кавадарци, 071 288 802. Така? Да. И Тоа стига... е тоа, и не ми е допишано уште, али евентуално ако некој доаѓе на Кавадарци, бујрум у секое време. Значи, голем дел од донациите што се донесени од Скопје, од било каде од државата, буквално баш ми беше интересно, пред некој време идат, мислам ми звонат на телефон, некој дечко ми звони, вика, здраво, вика, Боро ли тоа? Боро е. Ние сме, вика, од Скопје, вика, и сакаме да донираме опрема. Викам, окей, му викам, сакате да правите по каргата или сакате да донесете сами? Не, вика, че си извозиме специјално, вика, само за да ти ја донесем. Знаме си некој се стегнал од Скопје и ти носе компјутер као донација. Мислам, сакам ти кажам која инспирација има цела акција и како е примена од цел народ. Ја ова направив копи-пасте. Ја ти велам, мене е лесно, јас сум емотивец и лесно е мене да ме трогнеш, но генерално овој народ кој многу истрпе и мислам дека станавме малце покрути, но твојата упорност, значи, знаеш како, лесно е, секој може да биде хуман, да донира и да направи еднаш, два пати и толку. Ти ова го правиш веќе 5 години. 560 компјутери. Почнаме на 5-та година сме веќе. Значи, голема и логистиката, и енергијата, и физички, и психички, материјално дали ова те троши? Материјално не. Не. Значи, успеа да најдеш модус... Нема ништо материјално. Буквално обезбедено ми и кутии од кај да снимам за пакување. Обезбедеа луѓе што се од Кавадарци и од било каде носат целотейпи цело време да имам со што да ги лепам кутиите. Немам некои трошци, на почеток имав некои трошци која не ми беше обезбедено бесплатниот превоз на донациите. Тогаш имав по некој трошок, али тоа се некои занемарливи пари. Како тоа бесплатен превоз на... Не спомнаме за тоа да бесплатен превоз. Види, одма ми запали сијалици. Последните скоро 500 донации више. Екологистик од Скопје бесплатно ги доставува до крајните корисници. Логистика. Да, екологистик од Скопје. Што се тие? Кои се тие? Карго служба е тоа. Карго служба, екологистик, бесплатно им ги даваш нив. Мои донации што правам јас со Донирај компјутер ги доставува бесплатно до самите корисници, до крајните, било кај да се. Вака. Орче, молим те, биди онлайн, затоа што заслужува да ги отвориме и да ги пофалиме. Значи, рече еко логистик. Екологистик сервис. Сервис. Океј. Екологистик, систем за следење на пратки, еве, ЕЛС, прилично модерно делуваат, морам да признам. Не знаев дека постојат, но еве, благодарејќи на тебе и нивната... Види, очигледно е дека хуманитарната работа бара синергија, бара повеќемина да се вклучат. Очигледно, нели, ти сам, но ти олеснува, еве, твоите граѓани нешто поситно ќе даат, тој и позитивна енергија. Екологистик ти ги доставува, што навистина сакав да прашам, чини бе, еден компјутер е тежок, плюс тоа со монитор и така натаму, не е мала работа.
Со се Нема монитор ги различ. испреќаш? Со се монитор, тастатура, маус, Да. све комплет? И тоа е Комплет, десетини најситно килограми. таблет. Па зависи сега. Кучиш се нешто полесно, да речеме дека и тука 5-6 кила така нешто испаѓа еден пакет. Се едно, како и да е, Борче, не е мала Сега работа некој да отстапи карго и за вакво нешто. Браво и за нив. Што да кажам? Ја очекував еден пријатен разговор, ама не знаев дека ќе ме изместиш емотивно скроз вака, викам позитивна Ќе работа. ми нешто да ти докажам. Да, молим те, имаме време колку сакаш. Значи последното изненадување беше од тимот на Клими МК од Кавадарци. Последните компјутери овие сега што ги даваме околу 80 колку ќе бидат, не знам. За сите има обезбедено по едно новогодишно пакетче. Значи сами заедно со компјутерот ставаме и новогодишно пакетче внатре. Моја пријателка од Facebook Илина како беше Христина Елиева, мислам дека беше, подари околу 10 или 20 копии колку беа од незината книга, така да у пакетчето има и книга. Со Ротрак клуб од Скопје исто имам доста соработка. Они ми носат стално донации. Некоја ми донесоа новогодишни пакетчиња, но не полни со сладкиши и со било шо, него беа полни со едукативен материјал, така да и тие ќе ги дадеме негден. Има пенкалца, има свашта има, внатре не ги проверив сите, али сакам ти кажам дека не знам, уствари не знам што сакам ти кажам, доста сум пријатно изненаден од цела акција, како е примена, како луѓето се почнаа да се однесуваат и према акцијата, према мене, и со таа доверба, и со давање и пакетчиња, плюс сега празници ни идат и ќе бидат доста весели. Ме остави без зборови. Јанко да го оставиш без зборови, да му ја затнеш устата е голема работа исто така. Не, неќам да те пуштам. Еве, ќе седиме, ќе ќутиме, ќе пиеме кафе, ракија, чај, што год да е. Вода. Нормално дека вода. Тоа е таа нова генерација која се откажа од сите пороци и единствениот порок им е емоцијата и чувството дека прават нешто добро. Знаеш, ние бевме празни како генерација, па ни требаше малку трава, па малку дрога, па малку алкохол да ја попуниме празнината. Не знаевме дека со љубов, со хумана акција, со добри дела, нема поубава дрога, нема поубаво чувство. И те слушам неколку пати повторуваш. И те гледам во реакциите колку ти е драго дека ти успева ова. Мислам, се чувствуваш исполнет како човек. Види, да направиш некоја ваква работа, прво не е едноставно. Значи, бара време, бара логистика, бара мислачки, бара многу посвета бара. Мислачки, убав збор. Да, мислачки тоа е. Не, ако, слушај, прекрасен јазик, македонските дијалекти се најубавата работа. Јас, за жал, имам мажармански дијалект, тоа е, знаеш, онан скопскиот. Така да со кавадаречкиот супер си. Не се стега ми дојде убаво зборот, прв пат го слушнав. Дали, ај се малце непријатно, дали имало злоупотреби, дали има некој да те прелаже со фалсификати, со ово, она, со така, или луѓево генерално им е јасно дека навистина правиш добра работа и не се обидуваат да те злоупотребат. Вака, значи нормално дека имало, сепак тели у Македонија сме. Тоа беа 2 случаи или 3, не памтам баш точно. Едниот беше од Охрид, не му го памтам името, не е ни битно. Да се надоврзам, значи јас соработувам со доста невладини и хуманитарни организации од Македонија, проект Среќа е една од нив. Имам некои од Берово, имам од Струмица, имам од Охрид. И тие луѓе ми наоѓаат, значи, кај треба точно да се даде, земаат податоци од луѓето, потврди и такви ствари. Видиш, тоа е добра логистика, ти дава дека на вистинско место ќе отиде. Браво. Браво и за тие невладини. Кога ти спомнав за мислачките, тоа е мислачките, уствари, покушавам да се ширам на повише места, знаеш, да предадам малце од товарот и на втори, на трети лица.
беше некој, не знам, охриджанец и баш му пратив компјутер, да речам, предена недела и после 3-4 дена го гледам на друго место бара уште еден компјутер. И му пишав, знаеш, му викам, абе не био така, му викам сега, знаеш како се, а истите компјутери се јас што ги давам, значи ја ќе ги пратам у проект рече, он бара од проект рече. Второ беше еден што го начекав, него буквално он ми пиша сам, не знам со кој ум. Вика, бе, братко, вика да ми пратиш уште еден компјутер, викам, зошто ти викам уште еден компјутер? Знаеш дека правило е, му викам да се дава по еден компјутер у семејство. Кога ќе имат сите по два, по еден, тек тогаш може да почнеме да даваме. Така, кој ќе да. Не, вика, ја мод, вика, му продадов на братучет ми, вика, за 50 евра, вика, сега прати ми ти мене уште еден прц. Нема уште еден. Па уште си призна дека си земал пари, си лапнал. Да, си го продало. Не, замисли, дури ни совест не го гризе. Нема му е нормално, добил без пари, ќе го продадам. Да. Мислам... Не ми се јасни тие луѓе, не знам. И третиот не е готово мислам. Не е битно. Значи тоа се, ако земиш 561, изолирани случаи, да не кажам. Не, апсолутно. Буквално е ништо. Едноставно... Али, знаеш, ипак нека си имате предвид дека ја кога си идам дома баш роварам, еден збор, роварам по интернет, боричкам на сите страни, проверувам кој кај што пишал и на проект рече и на тие другите што сработувам, така да отприлика знам кој што земал, кај отишло со бројче, со се и ако некој проба да прави нешто, ќе го фана. Не сум таква стока да не кажам да јавно ги лепам на тапет, затоа што не ми е мене тоа во интерес. Прво донере компјутер. Прати ми ги мене, да видиш. Како? Прати ми ги мене, да видиш лепенки овде како ќе ги ставам. Значи, друга работа е што донере компјутер, значи никогаш нема да ме видите мене сликан со некој дете како му давам компјутер, тоа ми е значи скроз без веза. Тие што треба да добијат компјутер, ќе си го добијат компјутерот. Ако сакат они да се сликат со компјутерот и да ме тагнат, тоа е нивна работа, никој не ги примерува на таа работа. Али ме сваќаш што ми е поентата. Значи не гледам да се експонирам. Одлично те разбирам. Некој, не знам, спасител или не знам што. Моја работа е да обезбедам што можам повеќе деца со компјутери и колку има потреба? Колку има барања, колку имаш компјутери? Па, компјутери имам доста моментално. А колку имаш барања? Имам барања, сега последно време почнав да ги ограничувам. Барањето, значи на самата страна пораките ги исклучувам, кога бројчето на барања ќе стигне до 30. У рок од 2 недели можам да средам 30 машини и да ги испорачам. Значи после тоа пак ги вклучувам. Пред тоа беше хаос, не се знаеше, значи ни до кај сум стигнал, ни кој примал, ни имаше, знаеш, од тие па зошто мене ме заборави, па некој пишал, па не си му видел пораката, па зошто мене ме даваш. Дури имаше и такви што пишеа, вика, сега вика мене не ми даде века затоа што сум албанец. Да му покажам листата, 30% се албанци, 30% се роми, 40% се да речам македонци, али никогаш не сум гледал на тоа дали некој е од која националност. Значи не ме интересира. Дури не требаше ни да го кажеш, беше јасно после 10 минути од разговоров со тебе. Но тешка ситуација е во Македонија. Што мислиш, кога не би имал лимит, колку у овој момент, еве, до нова година би ти побарале? 100, 200, 1000, 20.000? Колку има потреба? Ако го пуштам, најверојатно ќе има многу. Али морам Добро. Ги забранувам за тоа што не можеш да постигнеш, јасно е. Не, ја ќе постигнам, него самите луѓе се доста нестрпливи. Знаеш, кога ќе му речеш, обично ја им кажувам, ми праќаат документи и му викам, додека не ти пишам на месенџер да ми дадеш телефон, име, презиме и адреса кај треба, значи не ми пишува, знаеш, ипак ми рипат тие пораки најодо згоре, па се губат тие старите, така да за тоа го ограничи бројот на 30, мислам дека е некоја бројка што можам да постигнам за 2 недели и ни мене да ми биде терет, ниту па некој да чека нели цел месец и пол или 2 компјутер. Порче, кога ти би почнал ова да го работиш како работа во некоја невладина организација, да речеме да можеш да екзистираш со една плата за тебе, но ова да ти биде работа, дали би прифатил такво нешто?
Не, добро. Значи, самата работа како програмер и креативец исто ти е потребна да ја работиш, така? Не дека ми е потребно буквално од таа работа, без разлика што работам години во иста фирма, мене секој ден ми е како прв ден на работа, толку сум радосен и среќен. Во е чудно човек кај среќен што оде на работа, али мене ми е убаво, работата ми испанува многу и Јас сум човек што потполно те разбира за тоа. Така, иначе кој луд бидел секоја вечерна програма, ако не ја сакаш работа. Ја да можам и 3 сата ќе ги терам секоја вечер. Борче, дали ако треба да ти се помогне, да речеме, во еден паралелен универзум, некој 7155, во кој Македонија имаме совршено општество и сега ти се јавуваат од влада и ти викаат: Борче, одлична работа, можеме ли ние да ти помогнеме? Што би побарал, што би ти требало? Дали би ти требало пари, дали би ти требало све? Не знам, еве да речеме, окей влада, сакате, дајте ми 1 милион, идеш, се јавуваш од Швајцарија, second hand компјутери, се добиваат, ги средуваш, ги редонираш и така натаму, бидејќи знаеш дека многу доаѓаат во цели магазини оние second hand компјутери искористени од Европа, кои исто во ти што го прави, само во помал габарите нашиве фирми. Еве нешто импровизирам со муабето. Што би можело тебе да ти помогне, освен донации, овие ситници и така натаму и така натаму? Која би била негоја поголема помош, да речам државна или некоја голема компанија? Не знам, Алкалоид, не знам, Пивара, овие богативе фамилии, што се? Така. Значи, фамилии, компании. Треба да се олесни тие процес на распишување и на одстојување на таа, нели, опрема што не ја користат, пошто голема пречка у сето ова е, значи се јавува некоја фирма и вика така и така, не може да донираме за тоа што треба да одстои една година, па треба да падне вредност. Сега више ја тие правни работи ги немам ни толку читано, нити па ги разбирам, тоа е што ми кажале од луѓе. Дали мене ми треба помош од влада, не знам, никош не би прифатил помош од влада, не знам зошто. Едно што не сакам да се врзам политички со никој, и самото тоа врзување политички, че значи дека треба да одам негде и со сендвич да мафтам по некои митинзи, а тоа не ми е у план да го правам. За никого. Така да колку можам сам и со деца што ќе идат да ми помагат, ќе помагаме, донации нормално ќе има, фирмите не дека тек дознават, ама тек се охрабруват дека на некој начин таа опрема што му стои у подруми може на некој да му користи, и отприлика тоа би било тоа. Не очекувам, мислам, не сакам да барам помош од државни институции посебно, но не. Што тогаш, не од државни институции, од други? Што може да ти помогнат? Невладиниве овие ти помагаат кому да дојде, и тоа е голема помош, нели? Ти олеснува кому да се испрати, кои се приоритетни, нели? Оти има тоа 10 деца им треба, ама има најзагрозени па некоја скала, нели? И тоа е добро некој да ти укаже, не можеш сам да го сознаеш тоа. Но големиве компании, например, некој гледа сега, не знам, Свето или гледам Хари Костов и се трогнува овдека, има болка вака, го боде, вика жено дај бе вода, шекер и дај телефон, јави се на детево, одма бркни еден у торбата, дај еден медал да му даеме и пушти му една донација од толку и толку пари. Дали би ти помогнало, не знам, така? Види, јас сум имам случаи кај што луѓе што не живеат нели у државата, сакат да ми донират пари. Добро. До сега не сум прифанал од никој. Значи не сакам да имам уопште работа со туѓи пари. И на сите тие луѓе сум им кажал дека можат да уплатат толку и толку компјутери за тие износ што го имаат, си ги уплаќат у фирма у Македонија. Помагаме на економијата, да знаете. Ги уплаќат у македонски фирми, самите македонски фирми ги испорачуваат до кај мене, остават моја адреса во ваквото. До сега такви компјутери има околу 40 или 50, мислам дека има стигнато. Тоа се половни машини што се користат. Некои имат уплатено глувчиња, тастатури,
Што Браво. идеја е, значи, само за да не стигне кај мене готова пара. Значи, готова пара уопште не ме занима. Значи, не сакам да имам работа со готова пара. Дечки, Сега виж, крај на муаветов, мене ми е јасно. Дечки, признај, даја мајка ти и да ми каже од кој континент ти има донесено. Пошто ти од Македонија не си. Не си од Македонија, или да каже, ако не била на друг континент, да каже од која планета ислетале у дворите оставиле. Еве, ти угаси и светло. Да. Дај ми изгаси литерот, се успав. Младичо, не знам, ја одамна не ме освежил човек со вакви назори, со ваков човечки интегритет на морал и достоинство, право, христијанско, ја ќе кажам исконско, македонско, секоја ти чест. Ја немам пофални зборови за тебе, ама тоа не е битно. Ја овие не ги кажувам тебе, не ти требаат комплименти и така натаму. Мама ќе ти направи некој таму, ќе ти насука некој благо колаче сега, шекерот што ти паднал, што ти исцедив, но морам оваа порака твоја, сакам да ја раширам, ја, скромно, од мојот медиум, мојот YouTube, мојот Facebook, да се направи. Признавам дека можеби не сум општествено најсвесен и ја го почувствував на свој грб, кога одеднаш во септември рекоа онлайн настава, пријатно. И се најдов, чекај бе, па ја имам компјутер, нема проблем. Кога гледаш, немам компјутер, уклучи го, не работи, она скапаница, ти реков, ми рече. Ја викам, ја немам компјутер. И сега детево, го гледам 15 годишна керка, тинеџер, малце ја пука сето тоа. Не сум социјален случај, ама отидов у продавница, Борче, знае, викам 200 евра, ќе го земам на 12 рати, не е проблем, ќе завршам работа. Која гледаш, се разграба, пак повторно ментална блокада, бидејќи кога рекоа онлайн настава, сите затрчаа, немаше компјутер. Немаше под 700-800 евра нормален компјутер да најдеш. И сега викаш што е? Ми се стегна душа, викам да идам овие секонд хенд да ги купам. Не знам, мачка во вреќа ми е и тоа. Кој ќе... Ама сервис имаме. Џони, чим ја го ставам, ако треба сервис, она губи настава секој ден. Не им признаваат. И, на некој начин се инволвирав, те следев тебе, ти доби Твитер награда за 2020? Ваа година уште не се доделени, колку што знам. За минатата ти дадоа? Минатата 3 зема. 3 зема, малце зема. Не, тоопсет тие беа моја категорија. Се шегувам. Морам да признам дека Твитер сферата, покрај сите своји слабости, има една многу добра, возвишена, хуманитарна нота, те препозна, така и многумина те дозна, и се надевам дека сега многу компјутери фирмиве, не знаев дека тоа за да ти го донира не може да го извади одма од компанија, него мора да овакво заради да лежи, да му падне цена, па да дури тогаш да може да ти го донира и така натаму. Значи, државата тука може да ти помогне, да ги олесни овие правила, да речеме, овие правила, во име на виша цел, бидејќи правиш она што државата. Знаеш што? Државата кога одлучи онлайн настава, требаше да излезе и да рече, еве 10.000 минимални лаптопови или десктопови, еве за децата, најкритичните, не ти да ги покриеш. Државата требаше да ги покрие најкритичните, а ти, на некој што викаш, пази, не е мала работа, студент работи дизајн и така натаму на електронна архитектура, па не е мала работа, не е ова само за деца од градинка. Така да, многу сенс, многу осети, имаш многу јасна перспектива што правиш, кому треба да направиш и како да го направиш. Реткост. Да ти кажам, мој совет ти е, направи некоја невладина организација, имаш добро чувство, имаш добар сенс, имаш морален компас и можеш да направиш многу покрупно, многу поголемо и не знам, окей, ти си знаеш, ја само сум одушевен од тебе и од твоите дела.
Тоа е планот за понатаму. Тоа започна оваа година. Да завршиме со оваа шеста сезона, јас ја викам, што нели 600 компјутери. Мислам дека ќе стигнам до нова година да ги средам, околу 20 ми се више средени, уште 19 треба да ги спукам овие денови. Се надевам и дечкото ќе дојде и он да што ми помага. Така да спакуваме сето тоа фино лепо у кутии со чесенца, со подароци, со свашта, и да шириме нели и позитива и убава енергија и тие што немат да се почувствуваат тете малце поубаво за вие празник, без разлика нели каква ми е цела ситуација и со корона и со вируси. Сепак живот нели треба да продолжи, не може да застанеме, така да ќе мислиме после нова година. Планирам да земам едно 15 дена една пауза малце да направам, да се одморам и после со нови сили напред. Сега стар дедо, само ова да ти кажа, покрај благодарам, фала ти што одвои олку многу време, преку 60 минути збориме, правиме муабет. Се надевам ти дека ти беше пријатно, ако не, моје сочувство, но вака. Стројно момче си, личен си, паметен си, имаш добро срце и молим те, вакви гени срамота е да не се умножат. Ожени се и направи куп деца. Купа. Тоа куп деца ќе изнаправиш, мама сигурно ќе биде многу среќна, време е да биде баба. Не знам, може би од брат ти има и така натаму. Има, да. Имаме сега пред 2 недели имаме ново бебе, брат ми има трето дете. Нека е живо и здраво, честито. Така што свадба да ти играме, што се вика, ајде време ти е, младоженец. Ти честитам уште еднаш, многу ти благодарам што сподели и интима и се извинувам ако преминував граница, сето тоа во една намера да... Не, ти кажам, едно од поопуштените интервју ми беше, така да... Гаш, не сум под стресови и така, обично гечкам, се губам у реченици, така да... Мислам дека супер помина. Без разлика што без си сушив пред да почне емисијата. Тремата, те разбира. Они си навикнат на такви работи. Значи, веќе сега да ја свртиме водата на моја воденица, не е дека сум најубав, али дека сум најпаметен и најдобар, но треба и некој таков да биде сега, да не се шали. Не можеш само ти у све добар да бидеш. Морам и ја нешто да бидам. Ми беше огромна чест и благодарам од моje име и од телевизијата што не удостои, стварно на вистина, и ќе те барам пак за известно време кога ќе има некои промени и така натаму, а се надевам напролет кога ќе клапне корона, ќе се видиме, ќе дојдеш тука, можеби ќе здрпаме 2-3 компјутера. Се шегувам. Ќе најдеме нешто, можеби ќе донесат донации тука, па ќе те товариме. Ќе направиме. Шега на страна. Секој е добро, уште еднаш ти благодарам и ти посакувам се најубаво во новата година, тебе, на твоите блиски и на сите оние на кои си им помогнал. Ти благодарам, Јанко, за цело време, мислам и за што поише народ да слушне дека нели постои таква акција Донери компјутер, да им посакам на сите среќни празници, тебе, цела фамилија, телевизијата и се слушаме нели у поубави времиња и се гледаме. Поздрав, благодарам и пријатно. Ја ќе ја продолжам уште малку емисијава. Морам само, обично тука правам некоја пауза, нема да направам пауза, но сакам да кажам дека во целава работа морам да признам дека клучен момент во еден човек, пази, види колку еден човек може да направи разлика, луѓе мои. Но сам не може, но со својот пример и упорност ги инспирирал другите. И еве, за овие екологистик има некој клип кој ќе го пуштиме, заслужуваат едноставно затоа што прават друга работа, не е клипот прават добра работа, не дека е клипот не знам ова кај го даунлодирав само, да видам каде, на десктоп да го ставам, да, на десктоп. Yes, сега ќе го најдеме каде е. Да. Па
заслужуваат и нив да ги испофалиме. Океј, може режија? Може да не е малце прегласно? Океј, ќе слушам. Од Виберот. Добро. Океј, има два, еве. Добро. Се ова во живо не е подготвено. Можеме сега? Ајде. Еве идеме, без викање, во слушалка што имаш инструкции. Ке се обидеме уште едно, се извинувам заради сева ова, се отворија неколку апликации и плюс. Ајде да ги видиме. Екологистик сервис Повелете, оператор број 3 на линија. Како можам да ви помогнам? Екологистик сервис, оператор број 1 Повелете, како можам да ви помогнам? Добар ден, колега, до каде сте? Ало, добар ден колега, дали се одвива според планот? Добар ден, само да ви известам дека сите пратки се доставени на време. Ви благодарам. Епа, видите, овој човек се посвети себе си, своето време, а оваа компанија посвети сопствената логистика која постои, транспортот, режиските трошоци, на можеби најскапиот дел од целава приказна, а тоа е да се достави, бидејќи не е мала работа, да го преземе како терет. Ете, оваа бесплатна реклама е само како инспирација и почит заради онаа што го прават за оние на кои им е најпотребно. А сепак видовме и ја имам силно чувство дека е тоа така, дека овој човек им помога на оние што им треба и со еве поддршка од оваа компанија па и други. А не се сомневам дека многумина од вас ќе најдат начин како можеби и вие би успеале во такво нешто. Донациите можат да се испраќаат по карго на следнава адреса: Борче Стаменов, во заграда Донирај компјутер, Браќа Хаджи Тефови, број 38, 1430 Кавадарци, на телефонски број 071 288 802. Ви благодарам за придонесот. Донации, вие знаете што можете, како можете во донирање на компјутер, што може и што му треба на едно дете. Дали ќе донирате монитор, компјутер, тастатура, маус и така натаму и така натаму. Се надевам дека претежно овдека ќе се најдат поединци кои имаат средства да одвојат па да се купи ново, нели, да се купи квалитетно, сепак користен маус на дете да му дадеш не е и баш најдобро, а маусот и не е некаква скапотија, нели? Не би требало да биде кога веќе куќиштето и така натаму и мониторот како најскапи делови се веќе донирани. Неверојатно. Браво, браво. Знаете што? Денеска Македонија ми е за малку поубава земја. Денеска Македонија ми е
малку посветла земја, мене македонскиот народ и сите други народи кои живеат овдека, кои учествуваат во ова, ми се малку помили и ми дава уште малку надеж во она, знаете, кој ќе си ни дојдете жената и ќе си ја чукнеш главата, абе што не побегнав од овде. Очигледно дека добро сме направиле, дека има добри луѓе и ми дава чувство дека можам и јас да бидам подобар и дека можеме да направиме разлика, да помагаме. А тоа е, мислам, да усреќиш некого. Знаеш што? Многу е убаво да добиваш подароци. Тоа е прекрасно. Знаеш колку е убаво? Еве, сега, например, колегава мој истрчуе и ми вика, еве, Јанко, за тебе помфрит. Сега ми се јаде помфрит. Еве, за тебе помфрит. Леле, колку сум среќен. Но, кој повеќе доби? Ја ќе ви кажам, ја добив само помфрит. А он доби чувство, он доби блаженство кој го има Бог. Бидејќи да даруваш е божествена форма. Едно е да примаш. Верувајте, нема ништо поубаво кога даруваш. Ја барем така се чувствувам. Убаво ми е да кога примам и така натаму, но тоа е состојба пак на милост од друг и така натаму. Но највише што би посакал да можам јас да им дарувам на другите, да им помагам. И дали го правам, не го правам, тоа е моја интимна работа, бидејќи не можам на вакво ниво да го направам како него. Може би ќе се најде утре некаков модус, ако ништо друго, еве да му помогнам и да му придонесам. Идат празници, многу мина од вас, од нас, велиме дека сме ние Божји луѓе. Како ќе докажеме дека сме Божји луѓе? Што ќе пееме алелуја? Што ќе се крстиме? Што ќе вртиме погача? Да, тоа е некако сегмент. Причестувањето е врвот на себе издигањето. На ово, да станеме за момент како Бог. Да го примиш Бог во себе. Но моментот кога ќе почнеме да даваме, тогаш сме најблиску како Него. Тогаш можеме да се наречеме дека сме чеда Божи. Знаете, овие празници многу делуваат на искушение. Знаете, кога ќе отидете сите со джингерлајка музика, одидете во маркетите се преполни со оние джинджири, минджири, сјајни, и родители идат. Знаете, некој иде да си изнакупува, ќе наполни количка, некој иде да купи лепи млеко со детето за раце, а тоа гладни очи кутрото, светка, чоколадо, нешто благо, гледа другото дете има, ова нема, не е праведен светот, но нели можеме барем ние да се искупиме во нашиот грев и во благодарноста дека имаме, со тоа што ќе помогнеме на некој што нема. И само така можеме да кажеме дека сме Негови, дека сме Божи чеда, Божи луѓе. Како иначе, знаеш, постот е окей за нас лично, причеста е за нас лично, молитвата, добро, таа е општа и за нас и за сите, но делата на добриот самарјанин не е за џабе ставен да ни свети, дека треба да помагаме. И тоа, знаете ли како е правилото? Еве ќе ви кажам, најбожественото дарување, највозвишеното дарување е да му дадеш на оној за кој си сигурен дека ама никогаш не ќе може да ти врати. Никогаш да не може да ти врати. Никогаш. Никогаш да не може да возврати. Тоа е дарување. Тоа значи не некој што ти е близок, не некој што ти е фамилија, не некој што го знаеш, некој што не го знаеш, некој што не те знае, некој што нема ни да знае дека е од тебе. Левата рака да не знае што прави десната. Во скромноста. Бидејќи, сокриеш ли ти од светот дека правиш добро, Господ ќе го види, ако не се разгласи. И сега ќе речете, па што правевме со човекот?
Инспириравме други. Инспириравме. Понекогаш треба и ова да го направиме. И стално ми е тој баланс. Треба ли да го зме? И ова момче не ни сакало да се рекламира или да се промовира или да се каже што и како е. Но кога отбива пари, кога отбива било што за себе, само за да остане таму и тоа што е, ја не знам ни дали е верник, не знам ни дали е нели ориентиран, но ја ќе ви кажам дека е многу поголем христијанин од многумина што ги знам. Па дури од мене. Бидејќи не е само декларативно крстењето и сето она што иде, туку по делата ќе не познаат. По делата, тоа што ќе го правиш ќе те дефинира што си. Можеш да не изговориш никогаш дека си христијанин, религиозен, да не постираш ни една икона, да не се молиш и така натаму, па пак да бидеш многу поголем од што сите. Дури и да не си верник, делата твои ќе те определат што си и кој си. Овие 2 дена јас сум препороден. Вечерва исто така и јас сум благодарен на тие луѓе што комуницираат, доаѓаат овдека и се што се случува, бидејќи вечерва ќе бидам многу добро расположен. Ако седнам да пишам колумна, ќе бидам многу позитивна. Ма нема везе, секогаш сум даркерџи. Океј, драги мои пријатели и пријателки, можам да ги отворам телефоните, но мислам дека е безпредметно. Немаме што да за што да разговараме за ова, мислам дека е се кажано. Човекот го има на Твитер, го има и на Фејсбук. Разбравте како може да направите разлика. Ваше нема осуда и ако не можете, нема осуда и ако не сакате, значи секој според можностите. Нема принуда и никој не може да ве осуди заради тоа. Не сите се повикани да бидат хуманитарци, добри самаријани, но добро е за наше духовно, емотивно и психичко, па дури и физичко здравје. Благодарам што ја следевте вечерва емисијата. Лека ноќ и пријатно.